Добро, почитувани новинари, почитувана јавност, би сакал денес да информирам на истата тема, законот за избори и изборниот модел. Денес како пратеничка група на ВМРО-ДПМН остваривме средба со пратениците од пратеничката група на партијата БЕСА и остваривме средба со пратеникот Панчо Минов, кој што е подписник на предложениот закон за една изборна единица. Со колегите пратеници од БЕСА сме на заеднички став дека треба да има измени во изборниот модел, со тоа што разликите се во бројот на изборни единици. ВМРО-ДПМН смета дека би било подобро да биде една изборна единица и би било поедноставно, додека ставот на БЕСА е за 3 изборни единици. А со пратеникот Панчо Минов имаме заеднички став околу тоа дека една изборна единица би била успешен и репрезентативен изборен модел за целата држава и за граѓаните, со тоа што би се разговарало за изборниот праг, кој што во моментов не е утврден. Но главната заложба на сите средби е предложениот закон за измени во изборниот модел, кој што во моментов се чува во фиоката на спикерот Талат Џафери, да излезе и да почне со собраниска процедура и да имаме јавна дебата за истиот закон. Предложените закони не треба да се кријат, треба да се дискутираат, а мнозинството пратеници ќе си одлучи кој закон смета дека е поволен и граѓаните ги представува на најдобар можен начин во законодавниот дом. Толку би имал да кажам, погледнете доколку имате некои прашања. Мислам дека во текот на утрешниот ден ќе имаме средба со представниците на Алијанса. Се закажува моментално, зависно од нивните ангажмани. Очекувам таа утре да се оствари, а после таа средба ќе продолжиме и да закажуваме средби со другите политички партии. Првенствено зборевме за моделот на една изборна единица, без да навлегуваме во други детали. Главните теми беа законот да дојде на дискусија, после дали сме за една изборна единица или има некои различни мислења, и третото, кое што се уште не е утврдено, кој би бил изборниот праг доколку се одлучиме за една изборна единица. Ставот на ВМРО-ДПМН е дека треба да се направи една компаративна анализа, да се види како е тоа кај земјите од соседството или Европската унија и кој пример би бил најсоодветен да се имплементира за земја која што личи како Македонија. Ние сметаме дека тие примери кои што може да се земат од Европската унија би биле добри, да кажем, би дале добра насока и околу изборниот праг. Секој има различно мислење и тоа си е легитимно право, но затоа она што е наш заеднички став во денешниот разговор со пратеничката група на БЕСА е дека овој предлог закон не треба да се крие, туку треба да се извади во собраниска процедура и низ собраниска процедура преку јавни дискусии ќе се стигне до некое најповолно решение. Но треба владеачкото мнозинство да ги откочи процесите на дискутирање по однос на изборниот модел.